За младите денес интересно е излегувањето по кафулиња, одење во дискотеки, одење на концерти на познати поп-рок музичари кои нормално изведуваат народна музика. Но, за разлика од денешното време, во минатото пред многу векови, тогаш младите па и повозрастните единствено што можеле да си најдат како занимација во слободното време им било посетувањето на театри или одењето на опери, слушање на оперски ари, гледање опери, гледање оперети. Какво било тогаш и каква била таа музика тогаш и како се пеело тогаш, ќе разговараме токму во оваа емисија Благо со Даница Рунчева, која е наша македонска идна солопејачка, која што ќе ја гледаме на сцените можеби некаде на Миланската скала или било каде во светот. Добре дојде во емисијата Благо. Ви благодарам на поканата. Она што беше мотивација моја да бидеш гостин во емисијата Благо и токму тоа што ти си студент по соло пеење, 4-та година си како што ми кажа, така на универзитет, односно на музичката академија при универзитетот Гоце Делчев во Штип. Зошто го одбра токму соло пеењето? Па, уште како мала, јас прв пат слушнав на радио некои арии од познатиот Павароти и пробав во тоа време да имитирам. И бев многу интересна на луѓето, затоа што излегуваше некој глас приближно од тоа што го пееше тој. И така добив желба да станам оперска пејачка баш како Павароти, само во женска верзија, бидејќи не знаев во тој период ниту една женска оперска пејачка. За Марија Калас немаше што слушам? Не, бев многу мала и не знаев ништо, немаше интернет. Значи единствено беше Павароти што го знаев. И со текот на времето, кога излезе интернетот, почнав да пребарувам и тогаш најдов првите снимки од Марија Калас, Рената Тебалди и сватив дека всушност јас сакам да се занимавам со тоа. Да бидеш оперска пејачка. Пејачка. И така отидов во средно музичко училиште и таму ми беа првите часови по соло пеење и се повеќе сваќав дека јас сакам да го работам тоа и дека тоа е мојот живот. И така се случи да се запишам на музичката академија, токму на соло пеење. Прва кај професорката Благица Коптомова, а сега сум во класата на професор Маријан Николовски. И како е да се биде оперска пејачка? Па, тоа е една многу тешка професија, иако навидум изгледа дека е многу лесно. Прво бара психичка и физичка кондиција. Мора да бидеш спремен на многу работи, затоа што тоа е една посебна техника, кај што сите мускули, секој дел од телото дека пееш функционира. Да им објасниме на гледачите на емисијата Благо, како се подготвува една соло пејачка за настап? Значи, за тоа колку настапи си имала досега, ти ќе поразговараме малку подоцна, меѓутоа за подготовките. Па кога еден соло пејачка излезе на сцена, сите си мислат дека тоа е тоа, но всушност пред да излезеш на сцена ти треба скоро цела година подготовки за да излезеш на настап. Значи бара огромен труд и огромно внимание, вежбање, тоа е секојдневно, што мора најмалку 4 до 8 часа да поминеш во вежбање секој ден за да излезеш на сцена и да го покажеш тоа што го можеш. Имаш ли одредени вежби за глас? Да, има вежби кои се прават секој ден и доколку не ги правиш тие вежби, многу лесно се излегува од кондиција, исто како спортист, ако не вежба одредено време, излегува од кондиција истото и кај нас. Ти вежбаш по токму 4 часа дневно или некогаш повеќе, некогаш помалку? Зависи од денот, но кога некои денови ќе прескокнам со вежбањето, тоа ми се одразува на гласот и морам наредниот ден да вежбам барем дупло за да се вратам во кондиција. Има повеќе сега, сум токму упатена во тоа, повеќе видови на гласови, сопрано, алти, не знам како претходат глас, како може да се каже дека ти пееш? Па јас сум мецо-сопран, лирски мецо-сопран, што се надевам дека можеби во иднина ќе можам да бидам и сопран или драмски, зависи од времето и како ќе напредува мојот глас. Рече дека започна во средното музичко училиште во Штип.
во Српе Михајлов, кој ти беше професор тогаш, и што е оно што како почеток го доби токму во средното музичко училиште? Кои насоки ти беа дадени и што е тоа што, например, до ден денес го користиш од тогаш? Па тогаш всушност тие наставници и професори ми ја дадоа љубовта кон пеењето. Тоа беа професорката Катарина Станчева и професорката Виолета Арсовска. Кај нив ми беа првите часови по соло пеење и всушност тоа е многу битно за едно дете, неговиот напредок понатаму, да ти дадат желба и љубов да го работиш тоа. И тоа е тоа. Предлагам сега да слушнеме дел од твој настап, па потоа ќе продолжиме со разговорот, да ни кажеш каде се имаш досега настапувано и за многу повеќе теми поврзани токму со твојата кариера. Одиме да ја видиме Даница Рунчева како звучи низиниот глас, а потоа ќе продолжиме со разговорот. Тоа беше настап на Даница Рунчева на минатогодишното Штипско културно лето. Настапот беше во Безистен, како што се сеќава. Да. Тоа е концерт на учениците на професорката Марија Максимова. Јас бев гостин на концертот. Да, Марија Максимова, професорката која што работи исто така во средното музичко училиште. Ти беше таму како гостин. И какво е чувството? Сигурно додека си учела ти во средното музичко училиште, си имал настапи исто како дечињата кои што се представија на нивниот јавен час, да кажам, во Безистенот. Имаше ли ти така повеќе, да речеме, те јавни часови преку средното музичко, имаш ли настапувано уште од почетокот, од самиот твој почеток на надвор од Штип, да речеме, на концерти? Па на почетокот додека бев средно, имав настапи главно во Штип. Кога се запишав на Музичката академија, ми почна моите настапи и во Штип и во другите градови во Македонија, како и во странство. Во странство? Каде во странство? Па минатата година во ноември бев учесник на Балканската романсијада во Софија, која се одржува во Софија и Москва. И таму влегов во финалето во главните 10 финалисти. Што значи тоа за тебе? Што ќе значи, например, за твојата иднина?
Па тоа беше еден чекор плюс за моje CV, бидејќи тоа е еден огромен настап кај што учествуваат учесници од сите земји. Од сите од Русија, од Украина, од Словенија, од Србија, Бугарија, Македонија и многу други земји. Искрено бев изненадана затоа што влегов во финале. Има ли наскоро некој настап каде што повторно треба да се појавиш со твојот глас? Ева сега има една аудиција на еден прекрасен концерт што го организира Македонската опера и балет и дава шанса на млади надежи да настапат со оркестар. А тоа е навистина реткост не во Македонија, во светот да можат студенти да настапуваат со оркестар. Лани исто така учествував на тој концерт кој се вика Коста Трпков и чувството е незаборавно. Кога се случува одитуването? Аудицијата е некаде во месец јуни, па се надевам дека кога поминам аудицијата дека ќе имам и настап на концертот. Дали тие аудиции, значи не само таа, може би си била и на други аудиции, велиш секој настап ти е чекор напред, секој настап ти е плюс во твоето CV како соло пеач и за кој што ќе го карактеризира твојата иднина. Дали овие настапи што ви кажа може да на некој начин да направат да бидеш запамтена помеѓу тој да речем некаков круг на луѓе кои што ајде условно кажано влијаат на тоа дали Даница може понатаму да работи во Македонската опера и балет или да има настапи заедно со оние кои што веќе работат таму. Па искрено ние за секој настап, секој соло пеач и секој студент на соло пеење оди со таа намера да биде забележан и од општата публика и од стручната публика која треба да го забележи тој талент за да еден ден може да те земе на работа токму во Македонската опера и балет или во некоја странска оперска куќа. Има ли представници од странски оперски куќи каде што се настапуваат и дали си имала некаков контакт со нив за понатамошна соработа? Да, еве тоа се случи во Софија годинава, каде што имавме контакт со руски оперски пеачи, како и со оперски пеачи од Украина и од Бугарија. И нивните забелешки и коментари беа многу корисни за нашиот напредок на сите учесници, затоа што ни кажуваа критики во која насока треба да се движиме. Беше многу интересен мастер-клас, а и плюс створивме соработка која ќе трае понатаму. Она што лично мене ми остави впечаток е дека додека имаш Facebook профил секако и додека проверував кај е на Facebook профилот, на сите настапи, нели сите вие кои што се занимавате со пеење на ваши концерти и настапи, сте во стилот на како што кажав на почетокот на емисијата на 17 и 18 веќе и порано, значи векови наназад во тој стил и гардероба и фризура и се колку е потребно и колку труд и секако финансиски средства треба да се вложи за еден настап. Рече дека подготовката гласовна трае во текот на целата година, меѓутоа за секој настап треба да соодветно и различно облечен или појавата треба да ти е различна. Колку тоа влијае исто така врз размислувањата ваши за иднина? Па, за сега е малце тешко, бидејќи ние сме студенти, немаме никаква поддршка за нашите настапи од никакви институции или нешто слично, па мора сами да обезбедуваме и гардероба, затоа што самата класична музика си бара и класичен стил на облекување. Значи не можеме ние да се облекуваме како некоја поп-пеачка и да излеземе на сцена така. Ние мора да носиме секогаш во долги фустани, секогаш да бидат забележителни, да имаме секогаш фризура и шминка. И тоа е малце тешко, но се надеваме дека еден ден ќе се исплати трудот што го вложуваме сега. Предлагам уште еднаш да те слушнеме и да те видиме на твој настап, а потоа ќе продолжиме повторно со разговорот. Одиме уште еднаш да ја слушнеме Даница Лучева.
Туку за подсетување, драги мои, во оваа емисија е Даница Рунчева, студент на 4-та година соло пеење во Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип, каде што моментално се наоѓаме, во една од просториите, во една од училниците. Даница има 21 година, реков Рунчева, наскоро Станојовска. Да ти честитам веридбата. Наскоро стапуваш во брак. Иако имаш 21 година, она што сакам да го потенцирам со оваа најава е колку мислиш дека во иднина би влијаело тоа што, например, ти имаш брачен другар во иднина и ќе треба да настапуваш надвор од Македонија, можеби, или било каде овде во Македонија. Имаш ли сега, на самиот почеток, поддршка од твојот иден сопруг? Имам навистина голема поддршка од него и тој ми е најголемата поддршка за тоа што го работам, бидејќи тој е уметник и тој се занимава со уметност и полесно се разбираме, затоа што и тој треба да патува и тој има настапи, исто и јас, така да лесно се разбираме сега за сега. Тоа е супер, тоа е одлично и ви посакувам среќа. А она што во меѓувреме го дознавме од Даница, почитувани мои, е дека токму денес си е роден ден, честитки по повод роден денот. Ти посакувам се најдобро истварување на сите желби и идни планови, за кои што сега во продолжение ќе продолжиме да говориме. Имаш настапувано, кажавме каде и што овде низ Македонија и на страна. Какви ти се плановите за иднина? Сега си 4-та година, рековме, по тоа. Ева сега ќе дипломирам, се надевам наскоро. Прво ќе барам за магистерски каде да се запишам, а во меѓувреме сакам после дипломирањето да се пријавам на разни надпревари и на разни аудиции. Па ќе барам подобри можности. Рече ќе размислуваш каде да се запишуваш на магистерски. Овде во Македонија или имаш некакви шанси надвор од Македонија, каде што понатаму ето би останала и би ја развила својата кариера како самопејач? Во Македонија е малце тешко, моментално, со музиката. За разлика во странство е малце полесно. Не велам дека е лесно, патот е трнлив, особено за магистерски, за настапи, каде што на една аудиција доаѓаат 400 луѓе, 400 гласови исти како мојот и треба да одберат. Знам дека е тешко, меѓутоа јас ќе се борам и се надам дека еден ден ќе успеам да застанам на некоја музичка сцена. На која музичка сцена сега? Се надам дека еден ден ќе пеам во Миланската скала. Кажи ми, имаш ти и две сестри, помали од тебе, од кои едната веќе тргнува по твојот пат? Па да. Исто, ние сме малце поголема разлика, 9 години, и јас кога почнав да пеам во средно, таа го слушаше, и исто како јас кога имитирав пеачи, таа почна да ме имитира мене. Много интересно. Ако тебе Павароти ти бил идол, сега си и ти нејзи. Да, и таа почна да слуша, меѓутоа времето во кое се роди таа беше многу полесно, можеше многу полесно да се најдат снимки и да слуша и да присуствуваше на мои концерти и се роди желбата и таа да се занимава со тоа. Па се надевам дека во иднина ќе ги следи моите стапки. Кои се советите кои ги даваш за сега? Па за сега главно се консултира со мене кога ќе избере некоја композиција, дали е добро, дали го пеам ова добро, па си слуша снимки, па од кој пеач да слуша снимки, главно е тоа. А од кој композитор, например, ти преферираше да настапуваш, со кои арии, од кои опери, од кои оперети? Па до сега сум настапувала со секакви композиции од барокот до 21 век сум настапувала со секој, иако можам да кажам дека мои омилени композитори се Верди и Пучини. Што навистина сакам да ги пеам и во иднина. Колку е операта прифатена од денешните генерации, да речеме? Сигурно си приметила на твоите настапи колку и посетители има и со колку внимание ве следат додека вие пеете. Па мислам дека сега главно е операта е сведена на некој минимум, младите воопшто не ни знаат за таа музика.
особено тие што се предшколска и школска возраст, не ни знаат дека постои таква музика. И главно на наши настапи што се одржуваат, еве например на Штипско културно лето, најмногу има странци што се во тој период во градот. Најголем е бројот на странци отколку наши, бидејќи тие таму се навикнати на таа култура, а кај нас луѓето немаат култура баш за опера. Но еве сега во Македонската опера и балет се случи една оперска представа Турандот, каде што салата беше преполна и се надам дека тоа е добар знак за во иднина дека ќе почнат младите да слушат и класична музика. Овде во Штип велиш за време на Штипско културно лето публиката е претежно од диаспората, еве да рече. Според тебе, што е она што би, ајде да не речем би ги мотивирало, него што е она што би ги натерало на некој начин да помладите да слушаат оперско пеење, соло пеење? Јас мислам дека Бидејќи сега претежно слуша рап, слуша техно, слуша многу други видови на музика. Соло пеењето, оперите некако пославо се извинувам. Што е она што би можело да се преземе за да се поттикнат младите да ја слушаат оваа музика? Јас мислам дека младите треба барем еднаш да дојдат на оперска представа, Македонската опера и балет и да сватат дека тоа е всушност театар, само со пеење. Мислам дека тогаш ќе се развие тоа чувство дека што ги имат стереотипот дека класичната музика не е модерна. Оперите ги има на повеќе јазици. На италијански, на германски, на англиски, на македонски имаме дури опери. Како ги совладуваш езиците додека ги пееш песните? Дали учеше во меѓувреме или италијански, германски да речеме за да... На факултет ги имаме тие јазици и главно учиме изговор и читање и така ги совладуваме ариите, а и сега со помош на професорите. Ова те прашувам во контекст на тоа што повеќето од оперите се претежно на странски јазици. Можеби и тоа е еден од факторите за кои што младите не слушаат опера бидејќи не ја разбираат. Па токму затоа го зборев, значи кога сценоперска представа има на големи видеобимови превод на операта. Значи тоа немал проблем, работата е што има луѓе кои што никош не се отишле на оперска представа. Оно што и овде во Штип недостасува локација, простор каде би можело, например, една опера или оперета да се изведе. Тоа е многу голем минус што само во Македонија, во Скопје имаме една оперска куќа и луѓето од другите градови многу малку имаат можност да присуствуваат на опера. Одиме со уште еден твој настап и потоа ќе продолжиме со разговорот, ќе привршиме со емисијата. Има уште неколку теми на кои сакам да разговарам. Да ја видиме повторно Даница. Strette
еве неповторно во Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде го продолжуваме разговорот со мојата денешна гостинка Даница Рунчева. Рече дека не ти е тешко да го совладаш, односно да ги совладаш сите оние странски јазици. Кажа кои ти се омилени композитори од кои што сакаш да пееш ари. Она што во текот на емисијата може да го видат неколку пати настапи твои, не само да видат и слушнат како ти пееш, туку и, како што кажа пред малку и ти, да се доближат малку до оперското пеење, да слушнат како звучи оперското пеење. Она што не го видоа во меѓувреме е нештото што јас го сакам да го слушам. Не често, ретко слушам и јас опери, има YouTube, она што јас го преферирам на некој начин е делот од Кармен Хабанена. Хабанена од Кармен е опера, односно Кармен е опера која што бара премногу сценографија, премногу гардероба, да речем, за сите кои што учествуваат во операта, и бара многу напор. Затоа што звучи прекрасно, но токму тоа што звучи прекрасно е резултат на многу вложен труд. Како и секоја опера, така и Кармен бара многу труд и внимание, и особено што Кармен бара голема сценографија, значи бара и танци, и многу глума. На сцена дополнително отежнува работата на оперските пејачи. Даница Рунчева е веќе на 4-та година со ово пеење при Музичката академија. Вие сте нејзин професор. Какво е вашето мислење за нејзе, како напредува во текот на изминатите 4 години? Навистина, Даница Рунчева, покрај тоа што е одличен студент по оперско пеење, таа се перфектно снајде во тие актерски води. И она што мене ме фасцинира е тоа што таа свати дека многу сериозно дека актерството е составен дел од нејзината професија и дека тоа го користи максимално добро. Навистина, јас сум воодушевен од нејзините актерски возможности и јас си предвидувам голема уметничка иднина. Станува збор за прекрасен студент кој што навистина разбира што значи да се биде оперски пејач, а истовремено да се биде и актер. Дали до сега имаш изведувано Кармен? Не, ја немам изведувано, но еве сега ја спремам за мојот дипломски концерт. Кога се случи тоа? Еве да ги поканиме гледачите на емисијата влага. Уште немам закажана датум, се надевам дека кога ќе имам датум ќе известам. Рече сакаш во иднина да се видиш, односно да те видат на Миланската скала. Што е што во меѓувреме ќе го работиш? Во меѓувреме ќе школувам мојот глас, ќе вежбам и ќе напредувам за понатамошни успеси, па се надевам дека еден ден доколку станам доволно добра дека ќе настапам и во такви големи оперски куќи. Со оглед дека веќе те имаат приметено, како што рече, имаш контактите, ти посакувам успех понатаму во твојата кариера како самопејачка, да го слушнеме твоето име на многу јазици, да те гледаме на многу сцени оперски и дека во најскоро време ќе слушнеме убави гласови од дипломанци. Среќен роден ден уште еднаш. Честита веридба и се најдобро во животот. Пред крајот на емисијата со секој гостин, секоја гостинка правиме селфи. Не знам дали си гледала. Тоа некако како да остане како за успомен. И долго сеќавање на моментот кога сме снимале со тебе.